небо. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Čukaj srce, čukaj vo mene. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Ajde da ve čujem kako pete na glas, svakom da ve čujem da pete na glas. Čukaj, čukaj srce ti i ne prestanvaj. I posle ova nemoj nekoj da mi kaže ne. Blagica, najaka, race gore site da ve čujem na tri i zapejte. Čukaj, čukaj srce, čukaj vo mene. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Čukaj, čukaj srce i ne zapiraj. Daj nas sekoj život večer i ne umiraj. Daj, nema kraj, jedno treba da se znaje. Večer gori gradom, gori da se bajle. Ko da nema utre, ne mi je gajle, baš mi je gajle. Daj mi daj, toj beat saka mušte. Srce čuka brzo, ako saka neka pukne. Daj mi, sakam sekoj da go slušne. Ovo što se pije, nemo niko baš da umne. Čukaj, čukaj srce, čukaj vo mene. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Čukaj, 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 i ne zapiraj. Daj nas sekoj život večer i ne umiraj. čukaj, čukaj srce, čukaj vo mene. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Čukaj, 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 čukaj. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Vozi me bez limit luda nacija. Lesno panja me nema provokacija. Na Google Maps je nema ova lokacija. Ja kažu ka su Antonija i Blagica. Pumpaj, pumpaj, Čukaj, čukaj, pumpaj, pumpaj, pumpaj. Pumpaj, pumpaj, majstore. daj, da se žive. Čukaj, čukaj, Pumpaj, pumpaj, čukaj pumpaj. po mene. Dur čukaš srce vo nas, ke se žive. Македонија, добро вечер, добри луѓе. Дајте на аплауз за Артист Бенд, мојот тим. Колку е убаво кога си на најдобрата телевизија, на Алфа телевизија, гледаш една од најдобрите емисии во македонскиот телевизиски етер вечер по 8 со Миро Кацаров. Емисија која што ги има најпопуларните јавни личности веќе една година. Најголемите македонски хитови токму овде се пеат и ќе се пеат со години. Можам да кажам дека денеска имам исклучителна чест и задоволство да најавам дека мојата емисија Вечерното шоу или Вечер по 8 со Миро Кацаров ми ја отвори моментално живата легенда на македонската музика Благица Павловска. Благица Павловска, која што направи одличен дует со најдобрата млада пеачка во Македонија, Антонија Гиговска. А еден од оние виновници, еден од овие креативни момци кои што создаде многумина за овој спот, тоа е за спотов, за музиката, е мажот Роби
Роберт што личи на Миро. Инаку да потенцирам дека песната е создадена и е направена кај Дарко Димитров. Ова е стар хит од нашата легенда жива Благица Павловска. Моментално е моја омилена песна и затоа дозволив да се отвори вечер по 8 со Миро Кацаров. Верувам дека уживате. Ќе уживате во многу разговори, ќе уживате во многу песни. Останете на Алфа бидејќи започнуваме вака. Колку би било убаво кога вакви убави луѓе имам секоја емисија, а бога ми и се трудам. Убави луѓе на едно место. Благице, добре дојде. Добро те најдов. Да, добро ме најде, ние сме на ти. Добро. И ме многу мило што те гледам. Најмило на целиот Ти свет. благодарам. Морам да кажам дека сум воодушевена од студиото. Ти благодарам. Некоја многу позитивна енергија. Ти благодарам. Еден поздрав за оркестарот што си го одбрал. Ти благодарам. И тоа не го знаев. Ти благодарам. И не сум ја гледала емисијата. Ти благодарам и за За тоа. прв пат тебе го чувствувам овој момент овде со Антонија Гиговска и со Роберт. И со Благица, чукај срце. Знаете како македонци и македонки, многу убаво кога во Македонија ќе се почитуваат оние кои што ја создаа македонската музика, создадоа се, извинувам, македонската музика, луѓе кои што се, како да кажам, правенци во македонските хитови, откако ние се осамостоивме, луѓе кои што се уште ја негуваат, пеат на македонски, ја третираат македонската музика и уште малку ни остана. И затоа многу пати јас знам да кажам и на мои собиранки у кафана и со другари млади дека ни остана уште многу малку и затоа треба да ги почитуваме и негуваме. Затоа Благица Павловска е една од тие кои што е жива легенда, а ова што го направи Антонија Гиговска и Роберт едноставно даваат почит и респект на македонската народна музика, на жената кој што ги има испева на големите македонски народни песни. Песни кои што до ден денеска траат и песни кои што ги знаат и младите. Да, јас сум многу благодарна и среќна сум Знам, со ти се овој. познава. Да, среќна сум со неговата идеја. Роберт беше Многу креативен дечко, го запознав јас пред неколку дена, беше кај мене во канцеларија, се креативецот изненадав. главен. Викам, од кај човекот, освен со фризурата што смисти, чекај да викам и креативата, барем малце да украдам нешто од него. Навистина, после сето ова што ние веќе јас го завршивме проектот и кога се најави, сега во сите мои следни настапи, кога ќе кажам чукај срце, Да. има друга зголемена реакција. Да, така е. Адреналинот Така се е. крева многу повисоко со тоа што на еден друг сосема Ја начин оживеа песната да, младите, ја да. доживуваат. Да. Може би пред тоа ја знаеле некои повозрастни Така е, генерации, така е. но сега сите генерации ја слушаат и возрастните и средните и малите дечиња и така. Антонија Гиговска, Миро газиш, Кацаров. палиш, направи промоција феноменална, промоција многу креативна, една од оние промоции кои, можам да се изразам реално, многу ми насунуваат. И Благодарам, инвестираш Мира. во спотови, инвестирате во кариерата, еве сега и сопругот ти помага, порано ти помагаше твојот татко. Некако фамилиарно. Се уште ми помага. Да, знам, но сега сопругот мене ми е пред се, затоа што и веќе сте фамилија. Немој ке те кара. А 100% ќе не, да, 100% ќе го знаеш. Немој онака сме на рад. Да, и со мене ќе биде постава, ќе рече, ама да. Да. Така да, верувам дека веруваат, како што ние веруваме во тебе, верува и домашната или домашните. Благица Павловска, спојот со Благица Павловска изненади многу луѓе. Затоа можеби многумина и беа љубоморни, затоа што кога ќе направиш со Благица, правиш нешто што на времето го направи Елвир Мекиć со Гоце Рнудов. Значи, отколку го снема Гоце, свативме дека тоа беше икона во музиката. Еве Благица, така. За жал македончето, така свати. Недостасува, навистина. Најмногу. Значи, Ја негуваме музика. Има повеќе наши колеги кои веќе не се тука меѓу нас, така. ама навистина многу фалат. Многу фала, Многу. Благица. Едната музика Еве живее. и Милан Завков и Ферус. Да, они сега И така е. Есма така е, Реджепова да, они се од секако. поскорашните кои што
Како прифатија колегите дуетот со Благица Павловска? Ух, Освен не што знам, имаше Миро. мало љубомора, тоа можев да видам на Не знам, социјалните Миро, медиуми. зашто немав некои реакции, да ти кажам искрена, никакви, ама добро, па можеби тоа е добро. Така можеби треба да биде, не знам. Од дуети со Пајак, со Два Бона, Антонија Гиговска. Ова е нешто сосема поразлично Згоза, и беше модерна нормално. музика, урбана девојка, Беше нормално модерен и спот. сосема очекувано да има и позитивни и негативни реакции. Тоа и беше нашата цел, дефинитивно. Кој сака, мислам, затоа и го правиме албумот и затоа е направен албумот да секој слушател си одбере што сака да слуша, што сака да гледа, што му прифаќа убавото, што не му прифаќа и многу е нормално да има и позитивни и негативни коментари, треба да има. Многу е така и треба да биде. Роберт, не застанувате, направивте промоција со 6 нови спота, 6 нови песни, спотови кои што вредат сигурно над 50.000 евра сето вкупно кога ќе се направи. Спонзори нормално, но дел пари собрани од вашите настапи, дел од тоа што вие сами си го работите, кај што е многу добро луѓето да знаат дека вие инвестирате, не се тоа пари од блази Бога, не се пари украдени, не се пари создадени, туку пари спечалени и направивте нешто што досега ни една млада пејачка го нема. 6 нови шпота, 6 нови песни одеднаш. Беше многу напорно. А може Машти да каже нешто? Може, ајде. Не, Не, ама сакам да дојдам до моментот дека иницијаторот и буквално и за албумот и за сите идеи на албумот и песните и спотовите и реализацијата на самата промоција беше негова. И Што Малкумина го знаат. Да, Малкумина знаат дека Роберт е иницијаторот и оно кој што стои позади се ова и албумот и идеите за спотовите и реализацијата на целата таа промоција, целата замисла беше негова. И секој ќоше беше буквално организирано како сакавме да изгледа, односно како сакаше тој да изгледа, затоа што некако многу е подруго кога некој друг ги гледа од друга страна. Апсолутно. За тебе работите. Ама он гледа пристрасно према тебе и затоа сака да биде најдобро. Сака да биде различно, Така, и различно. во тој поглед сме исти затоа што јас сакам секогаш се да е различно. Не сакам да ни една Ти песна така или и еден се спот да прослави од изгледам твојата исто. генерација, затоа така јас многу пати зборам, може ми се љутат некои твои колешки. Некако ги прескокна ради тоа што сакаш да бидеш уникатна и во спотовите и во песните. Роберт знаа дека си луѓето од музичка фамилија, потекнуваш од музичка фамилија, татко ти е музичар, ти си музичар. Кажи ми, тешки се амбициите на Антонија Гиговска, тешко е да ја скротиш, пошто е амбициозна од мала, се ногете со амбициите, има дома кавга, има дома она што не сака ти сакаш, нормално, ние сме луѓе од крв и од месо, има несогласување, па како доаѓа до согласување? Па амбициозна е, да, многу амбициозна и знаеш, некако ми предизвики мене, знаеш, кој имаш амбициозен човек до тебе и некако те влече напред и Да. ти дава мотив да и жена, сакаш успешна маж и обратно, да. Као Да не ја у пратиш. буквална смисла, ама као некој надпреваре, као мислам она ме стимулира, јас ја стимулирам, јас нешто ќе го направам подобро, сака и она и обратно ти текнува. Не дека ние се такмичиме еден меѓу друг, него Нормално, ме свати фамилијата кој нема контекст сакам да ти го нема кажам. такмичење, така Јас да. мислам дека вие со музички гестикулации се разбирате. Да, музикални се, да, Види, управа си. реално, да, има Затоа хемија, што има они имаат поглед и движење, имаат темперамент музички. да. И тоа некако се се ускладува разбираме, меѓу некако двајцата. комуницираме. Ме види Многу како се е- склавате вие тројцата. Да. Например, Благица, ја преска разговарав во бекстејџу со мои колеги кои што повозрасни од мене и со нашиот тимот на Алфа и на емисијата Вечер по 8 со Миро Кацаров. Буквално твојот живот е како вистинска звезда. Не ти ласкам. Ти благодарам. Да, многу малку го има доживено твојот пат во Македонија. Некој не е повеќе меѓу нас, но ти си една жива легенда која што буквално живееше и живееш како вистинска звезда од 90-тите, па се до тоа се што ти се има случило турбулентно затоа што на големите звезди, на големите луѓе животот е турбулентен. Не можеш ти да бидеш толку многу голем, а да немаш турбуленции во животот. Но пред некое време на една домашна слава јас сватив дека Благица, ти имаш безброј хитови. Да. Благица, тоа е некако нереално, ние луѓето уште не знаеме кое богатство си ти. Исклучително. Исклучително. Да. Како што идеше плейлистата на YouTube, и ова од Благица, и ова од Благица. Лепа Брена. Јас имам многу песни и не да можам да се разбереш. сетам во некои моменти Збори ми да за хит, испеам. имаш песни, збори ми за Да, хитови. али пази хит како хит,
Бидејќи многу песни во времето Добро. одеднаш снимив. И не можеш сите одеднаш да ги Така е. рекламираш. Ни па да биат хитови И одеднаш, секогаш апсолутно. една песна ќе одскокне. За разлика од нас, истото во Србија се случува. Они снимаат цел проект, а само еден хит има. Еден хит ги носи сите други песни. Да, а јасно. тие други песни не се во категорија на таа прва песна што е хитовска. Значи тие песни се песнички, да речам, повеќе. А кај мене се сите добри песни. Значи нема некоја да се шлепа на еден хит. Точно. Значи, ама ќе се залепи за душата и срцето кај луѓето и таа, како што ти велиш, не можам душо да те заборам. Многу убава Сваќаш? песна. Од кој ти ја напиша таа песна? Љупчо Трајковски фис, комплетно. А Чукај, чукај срце од кој е создадена? Чукај, чукај срце, јас го пишував текстот. Стварно? Да. А Тоа беше 98 цело година. Скопје, чаршија да ечи? Значи, цело Скопје, Радмила Митровиќ, значи вака да кажам, тој проект беше по моја иницијатива и тема на текстови. Значи, сите тие теми кои се направени во песните се од мене. Значи, размислував, ако има готова музика, добивам идеја што треба да легне. Кога бев кај Дамир да ја слушнам, еве да речам цело Скопје, со мали измени јас реков ова ќе биде цело Скопје. Значи, ништо не беше решено во моментот. Ама и јас имав интуитивно чувство дека таа песна ќе биде тоа. Имаше уште една Пазарџио што за некој необична песна, ама и таа ме потсеќаше да одам на пазар со турбата и да пазарам. Значи сите тие идеи беа мои, а сакам да кажам за Чукај срце. Мојата мајка, бидејќи јас комуницирам со мојата мајка покојна, Добро. за некој е можда необично, ама јас ја имам таа комуникација. Поради незината голема и јака енергија и додека живееше, сега уште повеќе, она е постојано со мене. Значи, постојано и ми ги следи чекорите и она ми ја дава идејата, затоа што она почина од срце. Доби срце. Да. И сега во оваа ситуација се погоди таа мелодиска линија да се направи таков текст и јас тоа го испишав и го направив така. Исто и со магија, да речам, има магија ми е исто пишувана со помош на ова. Значи, кога ќе рече некој јас тоа сум го направил, јас ова го направив, не си сам. И Никола Тесла ништо сам не направил. Треба тим, апсолутно, Значи, то ти е исто такви проекти кои треба да или во било која сфера, со било што луѓе да се занимаваат, не измислуваат сами, имаат помош. Апсолутно. А тоа не е дека е грешка, Апсолутно. него ти успеваш да направиш конекција, Така е. како што и они функционираат. Постојано размислуваат заеднички, И се надополнуваат. Да, и си се збогатуваат со нешто што не се сетил некој тоа да го направи. Сакам да ми изненади со една песна, но морам Антонија да ја потенцирам и тоа го зборев и со Роберт. Луѓе, мора да направите концерт сега. Антонија, ова што го направи вчера на промоцијата и тоа што се случуваш, и тоа какви песни имаш, и тоа какви текстови имаш, и какво се е твоето CV изминатија в неколку години, мислам дека си во пикот. Не знам, можеби Господ си ја знае својата работа и можеби за неколку години треба да се деси, но ете јас еден човек што вика од некоја интуиција, мислам дека си една пеачка која што моментално гази и дека сега треба да ја наполниш или Борис Трајковски или Јане Сандански. Размислувате на тоа, знам. Концерт и Благица гостинка. Без Благица концерт. Без Благица не правам концерт, не помислувам. Нема Размислувате шанса. на тоа, луѓе. Зборевме, ај малце, даде малце некој експозива што Да кажеме. значи ќе биде лудило, ќе доаѓа, ќе искача, нели, ако Лепа Брена беше со хеликоптер, она ќе искача од згоре. Не може. Она ги знаеш неизите побарување на Антонија. Не може Антонија без лудило и без нешто Тоа е шоу невидено. бизнес. Да, Така е, дефинитивно така е. јас не би била јас кога не би имало нешто такво лудо и морам да кажам дека на сцена сакам да сум со многу танчери,
Голема сцена. Голема сцена. Многу светла. Захтевно. Во скоро На тебе. Да На скратиме. тебе ги ти виде брато. во скоро време и така. Леле, кој знаеш што све ќе ти ба? Јас морам да кажам уште. Во однос на Антонија, пред да го работиме проектот, некој ми спомна Антонија, на некој може има голем дел од публика што ја обожаваат, Така. а јас и не толку сум ја слушала колку што сега ми Како и мене што допираат не ме гледаш гласови, да, телевизија, јас сме другари. како што знаат луѓето да некој му се допаѓа, некој не му се допаѓа. добро да така. Сега, кога јас ја слушнав во студио, како всушност и мојот рефрен го пее, мене многу ми се Многу допаѓа. добро И пее. ми се Да, ми вика, мене ми да. се свија ти како ја Да, пееш. мене ми се допаѓа како она Браво, сега. браво. Значи не пречека Значи, феноменално, значи види, со Не, многу е домакинка, да, те кажува. кажува. Значи јас се изненадив страшно. Вика дека е лудио Значи домакинка, топлина, да, енергија, дома, значи фул онака Да, со воодушевување неверојатно како Значи, што јас се никаде никој не Гледаш и се Да. нема суета, она вика Нема. Антонија, ти ја пеј. Да. Скроз, значи Па да скроз. ја немам комплекси. Значи јас имам свој стил. Ние Комплекс- немаме комплекс сличности, ама нема она само го пее успешен своето. човек. Многу као Славече И пее. тоа, да, одлична е. Одлична. Значи, Комплекс нема само успешен човек, е човек што знае колку вреди. види, Ја морам да кажам една анекдота, извинете. Ние се дружевме претходно и ова се случува у некоја разлика од 2 недели. Имаме концерт со Ацо Пеович и концерт со Петар Грашо, кај што ние приватно се дружиме. Ја, Петар Граш, Ацо Пеович, Антонија А Гиговска. Миро многу сака да пее. Миро катастрофа пее, ми аматери, сега седнуваме тука. Замислите тие такви величини, збориме, значи Ацо е пеач. И Петар е пеач. Значи они не се онија Јала брат, Буба Корели брате, мрате, ово, аутотюн, лудило, тебрице, тоа нема веза. Значи кај ние е песна, кај ние они читаат и ноти, и они се пеачи. Седнуваме у кафана. Нормално тука кола Ацо сите, Ацо легенда, он вика, јас не ја пеам првата песна, ќе го дадам местото на Антонија Гиговска. Антонија Гиговска ова беше пред 2-3 години. Пеење, расцепување, ежење и сите од Ацо, буквално вака на Антонија. Зп, и Ацо го снема. Сакам да ти кажам, Ацо сам. После Ама и Ацо гледаше вака. Да, и Ацо гледаше, он те знае. После Петар Грашо. Петар Грашо 6 пати ја остави Антонија Гиговска, исто во ресторан после концерт, она да пее. Вика, луѓе, да. вика, видете сега, да и јас сум, ама видите како пее. Дајте нека пеја до сега пее, дајте девојчево да пее, да ве наежи. Но пак доаѓаме до тоа дека само така тие да луѓе фала, што не, се прво рече фала Миро на комплиментот. Фала ти Миро на комплиментот. Дами и господа, македонци и македонки, знам дека очекувате легендата, но како ме гледаш ти? Ти си ми лута. Како би рекла, аплаус сакам. Ајде! Помина година цела, тешка ко планина. Мене ме остави сама, кај друга замина. Да награди ти стие, нешто те милува, а мене тешко ми е, без тебе не можам. Не можам, душо, не можам да те заборавам. Оган што гори в градиве, јас да го изгаснам. Моето срце рамето за тебе болува и врела солза не може да го излекува.
твоите зборови на друга пролети дари, а мене снегови да награди ти спие, нежно те милува, а мене тешко ми е, без тебе не можам, не можам душо, не можам да те заборавам. Оган што гори в градиве, јас да го изгаснам. Моево срце рането за тебе болнува, ни врела солза не може да го излекува. Не можам душо, не можам да те заборавам. Оган што гори в градиве, јас да го изгаснам. Моево срце рането за тебе болува, ни врела солза не може да го излекува. Не можам душо, не можам да те Дефинитивно поздрав до најдобрата агенција Max Models, бидејќи се облечени во Елена Лука. Се што е најдобро е моментално на Алфа телевизија овечер. Благица, Артис, Антонија, Роберт, Миро, Max Models, Елена Лука. Па има ли подобра колаборација со нашите спонзори? Па нема. Аплауз! Да видиме мажот и жената колку се знаат и колку се познаваат. Првиот збор, Антонија, нека биде зоолошка. Зоолошка. Школка. Точно. Зоолошка. 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 Браво. Има ли музика? така. Да. Музика има ли, Антонија? Слушаш нешто? Ама ја сакам, ајде. Ја сакам, ајде. Ајде. Вториот збор е бомбониер. Бомбониера. Вера. Eyes on me. Видиш сега талентот, што збориш. Бомбонјера. Бомбонјера? Тротоар. Тротоар. Да. А ти можеш и поспоро уште еднаш. Може? Слушам. Спремна си? Па дај друга го. Друго, добро. Чекај, слушно. Слушна? Ајде. Шушкавец. Шушкавец. Само не викај толку за што ќе те чуе. Да, Опасно ама е. ти треба гласно да го кажеш тоа. Ајде бе. А не да шепотиш. А и така имам гласна музика. Слушај се. Шушкавец. Како? Шушкавец. Шушкавец. Може по еден ваучер да поделите од автоклиника Фурка кога ќе те носи патот во Штип. Ако сакаш нешто да направиш за твојата кола. Може по еден ваучер, еве за Антонија. А за мојата кола? Добро, еве А днес што и за например, Благица. комплетно? Комплетно срце. Добро. Еве Благица. Хвала ви. Благица Павловска. Дамите предност, ајде. Така е. Одлично. Добро, тоа Ова е е во автоклиника Фурка. Козметичко студио Divine. Имате ваучер од 2000 денари. Овде е добро што пишува Фурка. Што Фурка, да.
повели на Благица. Пирка. Пирка ветре. Авто се извинувам, козметичка студија Дивајн се наоѓа во центарот на Штип, некогаш кога некој ќе те одведе патот, си идете таму и си имате А овој тип за кого е? За тебе, За мене. Не, сигурно за Најде зум во Не, типот за мене. Видоа Има и за мажи, еве ти за тебе, сакаш депилација, сакаш некоја релаксација. Ако има жена на сливата не му дава. Ако има жена, дај ми ја. Нема, што сакаш жена? Нема жени, има мажи. Од нашиот спонзора Джико, Home Center, вака ќе направиме Аце. Чекај сега да ги поделиме поклоните. Значи, да, има ли поклони за сите? Браво! Па видиме, ова требаше да домаќинство за вашиот дом. Знаеш ли колку време Ова ми фалеш. Фалеше сигурно? Значи ми бара вакво. Леле, жими се. Што? Тебе? За лепчиња. За лепчиња. Жими еден Ебе, господ ки имате ова. две сега. Знаеш колку време сакам да го купам ова? Повели. Значи две. Кажи се Да договори. излезам да го купам, Да. никако да излезам да купам. Еде ти го подарија. Благодарам. Нашиот спонзор Микс Браво! Свети Николе ви доделува некои мали ситни подароци кои што ќе ве асоцираат на најдобрата местна индустрија во Македонија и нашиот спонзор Црво Експрес. Црво Експрес, да, патување со стил и со насмевка. Има Верувам ли дека некоја количка? верувам онака, дека спортска. Што? Спортска количка. Да. Кабрио, на пример. Да, Антонија Гиговска. Миро Која Кацаров, песна сакаш да испееш од место? од место. О, да. Сакам да испеам една песна која што стварно ми е многу драга и личноста ми е драга, Која? која што ја пее песната. Од Лидија Кочовска, Ти си тој. Еј, ајде може. Ти си тој што ме тера да се враќам од сите кога бегам, тука си. Ти си тој толку добро, јас те сваќам, го рушиш секој љубовен зид. Моите соништа, твои патишта. Ти си тој што со нежност стопиш кај мене и поубав го правиш овој град. Ти си тој што со нежност стопиш кај мене, по тебе душа чувствувам глад. Се ке направам да те зачувам. Ова срце најдалек, ке те љубам еден век. Секој ден, секој час, да те гледам, да те милувам јас. Влего без никаков грев во твојот свет. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов, тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, ангел мој. Те најдов, тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој.
а таков хумор имам. Лесно инфицирам, знате как комуницирам. Љубов иницирам, а таков хумор имам. Лесно инфицирам, знате как комуницирам. 7 дена, 7 ноќи, далеку од сите гасам телефон. 7 дена, 7 ноќи, веќе не знам што е ден, не знам што е ноќ. 7 ноќи ради тебе паметнем, ради тебе паметнем, ајде баш во тебе се што другите го немале, другите го немале. Твојот опир топилет, тоа ми треба од мене да си посилен. Твојот опир топилет, ако топилет, дојди и стопи ме. Ставај на рулет, нема закон, нема ред, можеме до крај на свет, нема крај, не ме ставај на рулет, нема закон, нема ред, мое после си пред, нема крај, ставај ме во ланце за да имаш мир, ме освои со поглед и секој манир, за тоа што си ти. 7 дена, 7 ноќи, далеку од сите гасам телефон. 7 дена, 7 ноќи, веќе не знам што е ден, не знам што е ноќ. 7 дена, 7 ноќи, далеку од сите гасам телефон. 7 дена, 7 ноќи, веќе не знам што е ден, не знам што е ноќ. 7 ноќи ради тебе паметнем, ради тебе паметнем, ајде баш во тебе се што другите го немале, другите го немале. Твојот опир топилет, тоа ми треба од мене да си посилен. Твојот опир топилет, ако топилет, дојди и стопи ме. Како треба да му кажеме? Дека си бе брат. Дека си бе газда. Дека си бе газда. Многу е сладок. Много е сладок, кажи Многу фала. си сладок. Ке ти скинам да не кажеш фала. А како се викаш вистински? Саша. Да, убаво име има. Убаво. Овели господине. Јам сега една наредба за тебе. Ти, Влагица, дај свете и цело Скопје само на штипски. Ја ти го текст. Штипски? Ја ти го. Чекай вак. Знаеш типски, Миро? Чекай вак. Седи тука, легендо. Сега ќе те научам, ти знаеш штипски. Како? Штипски знаеш. Си пеел у штип многу пати, нели? Да, ама не. То. Значи едно време имав идеја да пеам на диалекти. Ајде, може. Од поново ќе нокаме сега. Ајде. Штип на песен да речи, со пастра малија душа да си лечи. И цел штип оди Саро да гледа, со пусти ме ракот кафе не се бега. Како да било со Влагица Павлов се да те душно. Фала ти многу за предизвикот, морам да ги потенцирам и неговите понуди од неговата фирма кои што се за лето 2026 се ближат летните одмори. Имаме одлични понуди за Сонче Брег и Несебар и за неа карикатија флогита, неа модаја, неа потидеа калитеа кривопиги, полихронокањоти, певко хори. Сите кои што сакаат да одат во Бугарија за 70 евра со повратен билет од јули, секоја непарна дата, а од август секоја парна дата, поагање од 13 градови во Македонија. Превоз до Бургас, Ново Поморје, Сончев Брег и Несебар. И исто така лето 2006 2026 извинувам Господово во Грчка за само 50 евра со повратен билет. Организиран превоз од 8 градови во Македонија. Секој петок, сабота и недела повратен билет важи за целиот период.
одење враќање кога сакате. travelexpress.mk за повеќе понуди и да патувате со стил ако сакате да патувате со Travel Express. И не заборавајте, Travel Express е дефинитивно едни од најдобрите бидејќи се во Македонија од 1992 година, а нели искуството си кажува се, со тој успехот се познава. Те поздравувам многу, поздрави ги дома твоите и се гледаме наредната недела. Гледаме се. Гледаме се. Штипски знаат. Гледаме се. Ќе пееме и цела Скопје чаршија да ечи? Да, ќе пееме. Ајде. Благица Павловска вечер по 8 Алфа телевизија.
Скопје чаршија лечи, со мерак песна душа да си лечи, и цело Скопје чаршија да гледа. Отпусти мерак како не се бега, и цело Скопје чаршија да лечи, со мерак песна душа да си лечи, и цело Скопје чаршија да гледа. Отпусти мерак како не се Дами и господа, видовте што се случува, видовте каква енергија донесува артист бенд Благица Павловска, Антонија Гигоцка и Роберт. Видовте дека ова го нема во секоја емисија, да не е нова година. Видовте дека енергијата се создава, енергијата не се раѓа и луѓето кои што се почитуваат меѓу себе ги знаат најдобрите нешта како се соединуваат. Некако при крајот на оваа емисија и при крајот на оваа сезона сакам да ви кажам дека ви благодарам што не бевте наша верна публика цела една година. Имавме падови, имавме успони. Имавме моменти кога не знаевме на која телевизија ќе се движиме. Имавме моменти кога телевизијата Алфа ни ги отвори вратите и ни даде се што посакавме. Ни даде прайм тајм, ни даде убави денови, ни даде слобода во изразувањето. Ни даде слобода во тоа што сакаме да го работиме, а ние знаеме најдобро да ја пееме македонската музика и да го говориме македонскиот јазик. Знаеме да ги почитуваме нашите трајни вредности. Знаеме да ги негуваме нашите славни личности кои, како што кажав, по 100 пат се живи легенди. Знаеме да ги респектираме оние кои што музиката или се хранат со музиката и знаеме успешно да ги гураме напред младите таленти. Јас ко ваш домаќин не беше лесно сите изминати овие 7-8 месеци да бидеме најгледани, да останеме најгледани, да останеме најрасположени. И кога не сме расположени, ние бевме расположени. И кога немавме гости кои што очекувавте да бидат најраспеани, ние ги знаевме да ги распееме. И кога имавме тешки моменти, ние се правевме дека не е лесно. Едноставно го сокривавме тоа. Нашиот тимот кој што работи позади камерите на Алфа и на Вечер по 8 со Миро Кацаров, работеше неуморно сите овие 7-8 месеци по 7-8 сати на ден, за да имаме одлична програма, за да имаме одлични реализирани моменти кои што верувам ќе останат во историјата на македонската музика и македонските емисии. Години наназад го посакував ова, а со години нанапред посакувам да останеме и да бидеме број 1 телевизиско шоу во Македонија. Драга публика, благодарам и сите спонзори кои што беа дел од нашето шоу. Се гледаме. Наредна прилика. Сите здрави и живи. Ве поздравам до следно видување. Чао. Не сум мирна вода, јас сум бура. Не се читам од еден поглед. Од тебе сакам само сигурност. Не ми збори денес може, утре не. Носам товар што многу ми тежи. И тажна сум во секоја смеа. Затоа не ми стварај немир. Немир кој тешко ќе го поднесам. Не сум казна, не сум игра, не сум ниста ко ти. Лажеш кога викаш остани, дека не ти значам ништо. Без срам. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Прво види себе, па после кажи ми на мене. Прво размисли кој си, па дојди до мене. Не ми збори ќе биде подобро. Покажи ми со мали работи. Кога светот против нас се, ти биди моја светлина во очи. Ако некогаш се промениш, ќе бидам тука да ти подадам рака. Мене не ми треба совршен човек, ми треба човек што ме сака. Прво види се
mi na mene. Prvo razmisli koji si, pa dojdi do mene.